Веќе ни пристигна првата гостинка во студиото 3 на Македонската телевизија. Фокусот го ставаме на младите, тема која што ја најавуваме вака. 18-та година од животот на секоја личност е вистинска пресвртница од многу аспекти. Еден од нив е можноста младиот човек самостојно да одлучува за својот живот, но истовремено и да одговара за своите постапки. Со наполнети 18 години, секој млад човек добива право на глас, кој треба да го даде по сопствено убедување за општествените промени кои што ги очекува и посакува. Избори е кампања која што ја спроведува Сдруженијето за едукативен развој Еквалис со цел да ги едуцира младите за нивното избирачко право. Преку какви активности се реализира кампањата, дознаваме од Елена Данова од Еквалис. Добро утро, Елена, и добре ни дојдовте во утринската програма. Добро утро и ви благодарам што одвојувате време кое што е многу вредно и го посветувате токму на младите. Знаеме дека тоа и го спомена во најавата, со полни 18 години младите стекнуваат право на глас, но многу малку од нив може да добијат информација што тоа значи. Тоа е право, но од друга страна е одговорност. И токму овој недостиг на информација ве поттикна да ја започнете кампањата Избори, преку какви активности се едуцираат младите? Така, значи, ние сме младинска организација пред се и секојдневно сме во контакт со младите, директно работиме со нив, креираме програми и една од потребите која што ја почувствувавме, особено во овој период пред изборените, беше тоа дека недостасува доволно информација и недостасува, дури младите чувствуваат и го адресираат овој проблем до нас, дека им недостасуваат информации во однос на нивните избирачки права, но и во однос на тоа што изборите значат и всушност какви проблеми можеме да таргетираме со излегувањето на гласање. Така што ова беше нашиот поттик пред се, кој што примарно дојде од младите и од нивната потреба да дознаат повеќе, да се едуцираат повеќе и да подобро да ја сватат причината од која што ги поттикнуваме секојдневно да се вклучат во демократските процеси. Овде би спомнала дека изборите не се единствениот начин да се учествува во демократијата. Ние секојдневно работиме на тоа тие да учат да ја практикуваат демократијата уште од најрана возраст. Таргет групата млади со кои што работиме од 14-15 години нагоре, така што и покрај тоа што оваа група под 18 години се уште не може да гласа, ние веќе уште од таа возраст работиме на програми низ кои што им помагаме на овие млади да разберат што значи демократијата и кога ќе дојде денот кога тие можат да излезат и легално да гласаат на избори, веќе да имаат некоја основа и да знаат што прават, всушност свесно и совесно да ја направат таа постапка. И кога размислувавте како да ја реализирате кампањата, првата идеја и веројатно најразумна, имајќи предвид дека новите медиуми се омилените на младите, е таму да ја реализирате истата. Остварувате постојано контакт со младите. Кои се прашањата кои што тие ги поставуваат? Што им е најголема недоумица во однос на изборите? Веројатно најзбунувачки е тоа што има постојано неверојатни притисоци од самата околина во која се наоѓаат и секое младо лице расте, созрева и се наоѓа себе си во различна околина и кога ќе дојде моментот да гласа на избори, сета таа средина и сите тие влијанија од средината имаат голема улога во тоа како младите ќе го направат својот избор на денот на изборите, денот кога треба да гласаат. И мислам дека овде беа најголем дел од нивните прашања како да се ослободат од тие притисоци. Дали на вистина мојот глас е анонимен кога ќе застанам зад параванот. Така што мислам дека од таму појдовме од некоја точка
и почнавме да ја развиваме идејата за оваа кампања. Во рамки на истата правите и бројни физички активности, меѓу другото ги анализирате и предизборните кампањи. Сега ме интересира каков е ставот на младите во однос на ова што го слушаат изминативе денови. Имаат ли впечаток дека политичарите и политичките партии се заинтересирани за младите или генерално фокусот е само на задржување или преземање на власта? Ние ова со години го анализираме и го работиме, не е само во последните месец-два, и постојано и самите млади согледуваат и констатираат дека прво многу самиот јазик на политичарите и политичките лидери многу малку се однесува на младите, повеќе ја таргетира повозрасната група граѓани. А тоа можеме да го видиме, се огледува и во самите владеачки структури. Например, во парламентот имаме помалку од 1% млади лица. Така што ова е застрашувачки, затоа што постојано сите велат дека младите се иднината, но всушност ние сакаме да ги видиме младите не како иднина, туку како лидери на денешницата, затоа што тие веќе се лидери во нивните кругови, веќе се вклучуваат, но и самите тие гледаат недостаток дека во однос на тоа колку политичките лидери посветуваат внимание на потребите на младите. Има некое поместување во последните 15 години, да речеме, ама треба уште многу да се работи, многу да се крева свеста кај самите политички лидери дека потребен е простор за младите и во политиката. Младите се легитимни граѓани, легитимни гласачи и потребен е да го добијат тој простор во општеството. И веројатно кога ќе споменам сега дека работите на политичка писменост на младите, можеби некои од нашите гледачи ќе кажат, па не ги оптоварувате, оставете ги да бидат млади, да бидат безгрижни, да го живеат тој дел од животот без сериозни оптоварувања, но политичката писменост е многу важна во денешното живење. Тука зборуваме и за практикувањето на демократијата, зборуваме за човековите права, за она што го имаме и како обврска, меѓутоа и како право во секојдневното живење, треба да го знаеме. Така, јас би рекла дека нашиот став како организација е дека се е политика. Ова што го видовме сега пред малку со вашата колешка која што коментираше за сообраќајот во Скопје, тоа е политички проблем. Проблемот што јас немав каде да го паркирам мојот велосипед денес е политички проблем. Проблемот што немам велосипедски патеки е политички проблем. Тоа што младите се незадоволни од како образованието е дизајнирано во оваа држава е политички проблем. Едноставно, сакале или не, нели има една изрека дека ако ние не се занимаваме со политика, политиката ќе се занимава со нас. И навистина ми е мило што многу повеќе од младите денес гледаме дека го сваќаат ова и сакаат да се вклучат во општествените процеси. Така што навистина се надевам дека имаме некоја посветла иднина во која нашите идни граѓани всушност знаат, свесни се дека за жал се е политика, за жал или за среќа. Така што сакале или не, наша должност како граѓани е да се вклучиме. И она што е многу важно е дека ниту демократијата, ниту демократското однесување не се случува преку ноќ кај една индивидуа. Тоа треба да се учи, не само преку теоретска настава по некои од предметите во образовниот, формалниот образовен процес, туку и треба да се учи низ практични активности во училиштето, вон училиштето, во различни организации во кои што младите имаат можност да волонтираат, така што низ целиот процес на растење и развој, едно младо лице треба низ практични активности да научи што е демократија и да научи како да ја практикува за на денот кога ќе веќе има и легално право да гласа на избори, веќе ќе знае што подразбира тоа. И сосема за крај, за оние кои што имаат легално право на глас на овие избори, за сите млади кои што можеби не дошле во допир со кампањата, не ги виделе пораките, не знаат за неа. Што треба да знаат на денот на гласањето? Што е најважно? Да, значи
пред се, најважно е веќе рокот за проверка во дали ве има во избирачкиот список помина за жал. За следните избори тоа можат да го имаат наум, дека треба да си проверат дали ги има во избирачкиот список, но она што следува, значи на денот на изборите, особено за младите кои што сега за прв пат во животот ќе одат да гласаат на избори. Најважно од се е да знаат дека и покрај сите притисоци од околината, покрај сите притисоци од семејството, зашто и тоа го гледаме, обично младите се под притисок да гласаат за политичката опција за која што гласа нивното семејство. И на вистина тие се вистински притисоци. Буквално слушаме примери за родители кои што ги носат физички своите деца кои што се веќе полнолетни да гласаат токму за таа опција за која што родителот сака. Значи, сето ова ги охрабрува младите да го стават на страна и да запомнат дека зад гласачкиот параван се само тие и тој нивен избор која опција и да ја заокружат е сосема анонимен и дека навистина никој нема да знае за кого ќе заокружат, така што навистина да го направат изборот кој што за нив делува најсоодветен. И секако да ја следат нашата кампања на социјалните мрежи, на Инстаграм и на Фејсбук. И за истата ќе дискутираме по завршувањето. Благодарам многу, Елена, за гостувањето во Фала ви и вам. Наутро.